Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, честит 1 мај. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Првомајски протест на ССМ. Работниците бараат 500 евра минимална плата. 500 евра плата не е доволно. 30 години ни ја пијат крвта со памуče. Полни излепнички места. Скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Колони на границата со Грција. 17.000 патници за 24 часа заминале денот на трудот да го прослават покрај море. 58 осомничени чекаат обвинение за пожарот во Пулс. Коцевски очекува истрагата да заврши до средината на јуни. СДСМ не ја отфрла можноста за соработка со Таравари. Власта тргна во напад на Филипче. Вашингтон и Киев ставија подпис на договорот за минерали. Дали ова ќе го забрза решението за мир? А во тема на денот вечерва за работничките права, поделеноста помеѓу синдикалните организации и пресметката на трошоците за живот. Разговарам со председателот на ССМ Слободан Трендафилов. Останете со нас. Денот на трудот со протест на улица го одбележаа представниците на Сојузот на синдикати на Македонија. Тргнаат пред нивното седиште, а барањата ги пренесоа пред Собранието, Стопанската комора и владата. На првомајскиот протест беше колегата Мартин Арсов. Минимална плата од 500 евра, зголемување на сите останати плати за 100 евра и почитување на колективните договори. Ова се главните барања на Сојузот на синдикати на Македонија од денешниот првомајски протест. Со транспаренти, знамења и гласна музика. Точно во 11 часот се собраа пред работничкиот дом, откаде се упатија кон Собранието. Упатија критика на пратениците за високите плати и патни трошоци и им свртеа грб. На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Оттаму тргнаа кон Стопанската комора. На работодавачите им порачаа да не се кријат, затоа што работниците им го заработуваат лебот, а за нив не останува ништо. Овие се газди безкичпењаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памуče и на кои што 500 евра за нас се многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се одселија да бараат леп во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Протестот заврши пред владата. На Илинденска гласно кажаа дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади. Не може платата за работниците со 1800 денара покачување да биде доволна. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно. Ги бараме истите бенефиции што ги имате вие, затоа што и ние ги заслужуваме. Со што побитни сте вие во општеството од нас работниците? Што вие сте направиле корисно, а ние не сме го направиле 10 пати истото повеќе? Исто како и пред Собранието, граѓаните изфртеа грб и на владата. Денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност. Затоа што 500 евра плата не е доволно. Затоа што 2 минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство. Конфедерацијата на слободни синдикати денеска не излеза на протест, бидејќи според нив социјалниот диалог е добар и проблемите се решаваат на маса. Мартин Арсов, Сител телевизија.
1 мај на улица го одбележа и работниците низ регионот, во Европа и низ светот. Во поголем дел достоинствено, имаше примери како во Турција, каде интервенираше полицијата и приведе дел од демонстрантите. Οι αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση είναι πραγματικά αστείες. Είναι αυξήσεις ψίχουλα. Μιλάμε για 30 ευρώ το μήνα, για 1 ευρώ κάθε ημέρα. Αυτό δεν φτάνει ούτε για τα έξοδα της ημέρας. Δεν επαρκεί, η ζωή ακριβένει καθημερινά, τα ενοίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Όσον αφορά και με τη θέρμανση και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, ήδη η υγεία και η παιδεία είναι σε μαύρο χάλι. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να μας βγάλουν ακόμα πιο απαιτητικά στον δρόμο. И едноставно е морало да доđe до оваквog протеста да би ljudi shvatili da moraju da se bore protiv ove korupcije i ovog sistema vlasti. Uređen sistem prava svakog građanina, prava radnika. Pokrenuli su sve i probudili su ovaj narod, znači da sad svako izađe na ulicu i pokaže svoj stav. Adelante, avanzando la salud pública cubana. Igualmente la Casa de las Américas van acercando a los trabajadores. И на денот на трудот власта и опозицијата меѓусебно се обвинува кој што направил за работничките права и како се трошат парите на граѓаните. Председателката на државата Силјановска беше единствената која јасно порача дека работниците протестираат со право. И на меѓународниот ден на трудот власта и опозицијата со меѓусебни препокувања. Кој колку троши во кафеани и се грижи за работниците. Од СДСМ со обвинување дека првите 4 месеци годинава владини функционери потрошиле 30.000 евра во луксузни скопски ресторани. Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека замислете 400 евра се доволни за живот. Нема пари за плати, но затоа има пари за гоштевање на министрите. Ова, почитувани, не е расипништво. Ова е буквално изживување. Ова не е власт на граѓаните, ова е елита што се изолирала од сопствениот народ. Од владата ја демантираат СДСМ дека сметки од услугите во бифињата што ги плаќаат вработените ги прикажува како трошоци за ручеци на министри. Од ВМРО, ДПМН пак на опозицијската партија и вратија дека се гладни, ама не за правда, туку за враќање на криминалниот луксус. Вела дека ги подражуваат работничките права, но не и политичкото водство на синдикатите. Како очекуваме Трендафилов да ги разбере работниците? Да објасни во кој дел сочувствува со позицијата на работниците кога земаат плати над 2000 евра? И како тоа неговите ставови се исти како и тие на СДС, Левица и ДУИ? И што барал на состанокот со СДС неодамна и какви инструкции му дале? И дали му се доволни 2000 евра плата месечно, додека ги лаже и злоупотребува измачените работници чии права и плати се реално ниски? Освен партиските препокувања, на меѓународниот ден на трудот порака испрати и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која вели дека 1 мај е ден кога работниците и синдикатите со право протестираат за повисоки плати и пошироки права. 1 мај е вистинскиот ден кога ние, носителите на власта, треба да се запрашаме. Дали и како се остварува правото на работа? Дали секој има слободен избор на вработување? Дали вработените се заштитени при вработувањето? Дали се соодветно материјално обезбедени при невработеност? Дали секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Дали заработувачката е соодветна на трудот?
Дали секој вработен има право на дневен, неделен и годишен одмор? Дали се почитуваат колективните договори? Порача председателката Силјано Скадавкова. Сања Димитровска, Сител телевизија. Ако од синдикатот на протестот скандираа дека искара и работнички права не може, многумина веројатно не би се согласиле со ова или барем таква порака испрати од излетничките места. Полно беше и на Марков манастир, и на Водно, и во градскиот парк во Скопје. Атмосферата ја пренесува Габриела Лескова. Ракија, зелка, скара. Излетничките места во Скопје преполни за денот на трудот. Граѓаните го искористија слободниот ден за традиционален првомајски пикник. Сител направи обиколка низ градот. На патот на кај Марков манастир имаше колони возила уште рано наутро, но атмосферата која владееше ги оправда гужвите. Од двете страни на реката толпа граѓани со софри уживаа во сонцето и пријатната температура. Преовладуваше мирисот на скарата, веселата музика придонеса завидно расположени скопјани. Како си поминувате? Еве се гледа скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Како се распределија обврските на мажите и на жените? Гледам вие сте задолжени за скарата. Така е. Жените за салатите, повеќе се на маса, ние околу работата и тоа е тоа. Пластичните столчиња кој ги растовараше од багажникот? Мажите се разбира. Ние сме за тоа. Се е супер, ќе се пече ребренце, бела вешалица, кебапче за овие малечки дечиња. Ракија и зелка, дали ова е вистинскиот начин да се прославува 1 мај? Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Кој месо ти е највкусно на тебе? Пилешко. Колони од автомобили беа паркирани и на Водно. Дел од граѓаните уживаа со софра на летниковците, други го искористија денот да спортуваат. Гужви имаше и грешичарата. Полн беше и градскиот парк. Сонцето ги примами граѓаните да прошетаат и да уживаат во слободниот ден. Габриела Лескова, Сител телевизија. На оние со подобри работнички права и малку подлабок джеп не им пречеше со часови денеска да чекаат на границата со Грција за денот на трудот да го поминат на море. Од 10 часот вчера до 10 часот денеска само преку Богородица границата ја поминале 17.000 патници. Денот на трудот повторно ги наполни граничните премини откако голем број граѓани одлучија празникот да го поминат надвор од државата. Како и во изминатите години, најголема фреквенција се бележи на премините кон Грција, а граничниот премин Богородица останува најоптоварена точка. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, само за 24 часа, од 10 часот вчера па до истиот период денес, преку Богородица државата ја напуштиле над 17.000 патници, од кои близу 4.000 се македонски државјани. И покрај значително зголемената фреквенција, од Новара информираа дека се преземаат сите неопходни мерки за непречен и безбеден проток на патници и возила. Отворени се 9 ленти за излез од државата, од кои 6 за автомобили, 2 за автобуси и 1 за товарни возила и 5 ленти за влез во државата, од кои 3 за автомобили, 1 за автобуси и 1 за товарни возила. Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети, за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. Зголемена фреквенција на возила и патници се бележи на граничниот премин Дојран, каде предпладнето беа регистрирани колони возила во обид да преминат кон Грција. Покрај популарните туристички локации кај јужниот сосед, полни се и домашните капацитети. Во Дојран, според локалните власти, сите сместувачки капацитети биле резервирани уште пред неколку дена. Бројката која што се очекува е некаде над 5000 посетители за овие првомајски празници кои што ќе престојуваат во Дојран и плюс дополнителни оние кои што ќе доаѓаат на дневна основа. Капацитетите секако од година на година растат и се зголемува бројот на луѓе кои што издаваат и хотелите кои што се ставаат во функција, односно хотели кои што не биле подолго време во функција, веќе се реконструираат и ставаат во функција, со тоа расте и бројот на легла, односно капацитетот се зголемува. Според процентите, зголемена посета на туристичките места во и надвор од државата се очекува и за време на предстојниот викенд. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.
Во тема на денот вечерва, како што најавив за работничките права, разговарам со председателот на ССМ Слободан Трендафилов. Трендафилов, добро вечер, добре дојдовте во дневникот на СИТ. Благодарам на поканата. Вчера ги поканивте сите работници кои што се незадоволни од своите работнички права да се појават на денешниот протест. Како сте задоволени од одзивот? Поддршката беше голема, дури повеќе од тоа што очекувавме, имајќи во предвид дека традицијата во Македонија налага малку поинакво чествување на 1 мај, меѓутоа оваа година 1 мај не беше за празнување, туку беше за протестирање. Беше за протестирање затоа што протестиравме за плата, протестиравме затоа што голем дел на вработени во Македонија за жал немаа добиено плата во овој месец, за претходниот месец, до пред некој ден. Дури голем дел на работници и денес немаат добиено плата. Колка е таа бројка? Имате точна бројка колку работници немаат плата? Од прилика се бројат во 1000. Меѓутоа тоа е проблем затоа што веќе сме 1 мај. Треба да се исплати платата за април, а на некој не му исплатена платата за март. Платата согласно закон се исплаќа до 15 во наредниот месец за претходниот месец, најдоцна, но за жал бевме сведоци дека дури државни институции, вработените во културата, кои се повеќе од 3500 на број, вработени во неколку министерства, во неколку инспекторати, кои пат им треба да контролираат незаконитости, немаа добиено плата до пред само една недела. И затоа овој 1 мај кажавме дека мора да се протестира, онака како што протестираат сите релевантни, сите вистински синдикати не само во Македонија, туку и во регионот и во Европа и пошироко. 1 мај е денот кога синдикатите и работниците излегуваат на улица и кажуваат што не се задоволни, кажуваат гласно и јасно затоа што во 1886 година работниците во Чикаго се собрале да протестираат за 8-часовниот работен ден. И за жал, денеска во Македонија не можеме да зборуваме дека имаме право на 8-часовно работно време, имајќи во предвид дека се случија измени и дополнување на законот за работните односи кој дозволи 12-часовен работен ден за македонските работници, нешто што не враќа во 1885 година. И пред тоа. Сега знаете зошто ве прашав за конкретни бројки, затоа што голем е бројот на тие кои што се револтирани, вака што ги слушаме секојдневно, но ако пресметаме колкав е бројот на тие кои што се незадоволни, многу помалку беа денеска на улица. Заради тоа сакам да ве прашам. Вие велите дека традицијата е да се слави со скара, меѓутоа за да добиете некои права, веројатно треба да кажете дека ги барате тие права. Зошто стравуваат ли работниците да излезат на улица? Зошто ја избираат скарата пред протестот? Па не би рекол дека сите можат да си дозволат скара со 24.400 денари, за жал остануваат дома. Меѓутоа тоа што го видовме изминатите неколку месеци, нападите кон ССМ, нападите кон работниците, заканите за членување во друг синдикат и слично, заканите дури можеби ќе добиеме информации за излегување на улица затоа што не бројат како што милуваат да кажат одредени личности, ги одвраќаат работниците да излезат помасовно на протести затоа што како молери со четки ги фарбаат работниците, биле од една политичка опција, од друга политичка опција и слично. Но тоа што го покажавме денеска е дека правите синдикати, правите синдикалци, работниците го препознаат тоа, излегоа со нив, поддржувачите на работничкото движење, борците за работнички права и активистите за работнички права беа на улица. Беа на улица во далеку поголем број од минатото и мислам дека на работниците не им е потребно дури ниту 20.000 да излезат на улица. 21 човек може да блокира раскрсница во било кое време и да го запре градот. Пораката е помоќна која ќе биде. Пораката која ја праќаме денеска со вртењето на грбот пред владата и пред собранието, односно наименуваните и избраните функционери, затоа што тие ни го вртат грбот веќе 4 месеци, одбиваат да зголемат плати, одбиваат да зголемат минималната плата, одбиваат да ги почитуваат колективните договори, побараат некои байпас решенија на истите за да дадат помалку пари. Пораката е сериозна и мислам дека треба да биде сериозно сватена. Кога излеговме 300 членови на органите и телата од ССМ, им кажавме дека ќе се вратиме многу повеќе. Сега истото им го ветивме дека ќе се вратиме уште повеќе, затоа што се повеќе и повеќе работници се незадоволни. Тоа што можете да го видите и вие, а го гледаме и ние од вашите прилози, па дури од социјалните медиуми, е дека можеби само 1 на 10 е задоволен од висината на платата и од актуелната економско-политичка состојба во државата, но тоа што ги загрижува сите е што 62.000 денари на 4-член семејно домаќинство му се потребни, а ваквите 2 минимални плати не ја покриваат ниту основната пристојна кошничка синдикална која е за минимум услови за живот. И затоа велиме дека работниците веќе препознаваат. Ако од 10 порано излегуваа само по 1 да не поддржи, сега излегуваат по 4. Се надеваме дека ќе излезат и 8, затоа што на таков начин сите функционери досега и од оваа влада и од претходната влада
ги креирале своите економски политики. Тие знаете како ни велат кога одиме на преговорите, колку ќе дојдете, толку и ќе добиете. Тие сметаат дека ако ние сме малку луѓе на улици или ако само слободан бара зголемување на платата, дека само на слободан му треба зголемување на платата, а не и на работниците, или само на тие што излегна на улица дека им е потребно зголемување на платата, а не и на сите останати. Но за жал, тоа што го гледаме е еден феномен, веројатно и само во Македонија го гледаме како феномен, е тоа што има и работници кои го бранат ваквото зголемување на платата, ги бранат овие висини на платите во Македонија, и за жал имаме дури и синдикалци кои велат дека треба да го почитуваме само законот. Зошто се најдовме во ситуација да има разединетост помеѓу синдикатите? Од една страна сте вие кои што на улица денеска на денот на трудот ги барате правата на работниците, од друга страна имаме синдикат Конфедерација на слободни синдикати КСС кој што вели дека има добар диалог со владата и дека не е потребно да се излегува на улица. На што се должи оваа разединетост која што праќа лоша слика за функционирањето на синдикатите? За среќа, наша работа на ССМ е да работиме напорно за работниците и да ги слушаме нивните барања и да ги бараме од страна на креаторите на политиките или па од работодавачите. Умилкувањето и удварањето на владата не е работа на еден синдикат. И за жал во Македонија тоа е случај изминативе неколку години. За жал и во Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија пред 15 на години беше познат по нешто слично, кога еден поранешен претседател се сликаше со една политичка партија, подпишува меморандуми за соработка и слично, само за да не протестираат и за да не излегуваат. Меѓутоа, мислам дека нема здраворазумен човек кој е против излегувањето на улица и кој смета дека излегувањето на улица е само негативни политички поени, не напротив, изразување на незадоволство на работниците кои имаат навистина ниски плати. Жалосно е тоа што функционерите сите од прв до последен, и минати и сегашни, веројатно и идни ќе биде исто, губат контакт со реалноста кога ќе ги добијат тие функции, кога ќе почнат да владаат, бидејќи тие сакаат да кажат дека тие владаат во моментот со народот, но не, народот ја дава моќта и народот ја одзема моќта. Тука сме и ние работниците како најбројни. Знаете како, од една страна имаме ситуација во која што бизнисот се противи на идејата за зголемување на минималната плата, од друга ситуација се наоѓаме во реалност во која што имаме недостиг на работници. Минатиот викенд бев во Охрид, немаше дуќан трговски објект на кој што немаше залепено лист се бара работник. Како се најдовме во ваква ситуација? Има ли решение за оваа ситуација? Па алчноста на газдите е главниот причинител. 35 години во Македонија се случува тоа и тие се можеби најголемите виновници покрај политиката, дури можеби рамо до рамо со политиката се подеднакво виновни за тоа што огромен број на наши сограѓани и членови на нашите семејства заминале од Македонија да бараат екзистенција некаде далеко. Тоа што нас не загрижува и што е несериозно од нивна страна е тоа што на една пресконференција во истиот ден кажуваат дека недостатокот на работната сила е огромен проблем во Македонија и дека мора да се најде решение дури и со увоз на работна сила, а на друга пресконференција исто така кажуваат дека можеби треба да се размислува за 500 евра минимална плата за да ги задржиме луѓето во Македонија, но да не заборавиме, одбиваат да зголемат платата на работниците, а кукаат дека немаат работници. Нема денеска работник кој ќе остане да ви работи за 24.400, за 25, 26 или 27 Што е со увозната работна сила? Тоа може да биде решение. Работниците имаат денеска огромен избор дури во Македонија да најдат подобро платени работни места и тоа е нешто што не може да се помират ниту владите, владата конкретно е сегашната, ниту пак работодавачите, затоа што работниците имаат избор. Тие не ќе да имаме избор, не ќе да имаме можност и шанса за подобар живот. Но увозот на работна сила ја прави Македонија туристичка агенција. Тоа го кажавме и на претходната влада, ја го кажувам и на сегашната, и на претходните газди, и на сегашните газди истото им го велиме. Донесоа луѓе од Индија, Непал, Пакистан и каде уште не, одморија луѓето тука по ден, два и потоа заминаа некаде во Европската унија. Да не заборавим, им платија превоз, а не на нашите работници да им платат превоз, им плаќаа храна, не на нашите работници да им платат храна, им ветуваа зголемени плати повисоки од домашните работници и им организираа дури и сместување. Не успеа ни на таков начин да ги убедат ниту оние на кои веруваа дека ќе ја спасат македонската економија да ги задржат во Македонија, имајќи во предвид дека 400 евра не се пари кои можете потоа да ги пратите било каде назад. Македонија денеска е на дното во регионот и по просечна и по минимална плата. Не знам како гледаат газдите и представниците на владата дека тоа е добро во Македонија. Веројатно сакаат повторно да ја рекламираат Македонија како
елдорадо на ефтина работна сила, да привлечат странски инвеститори во Македонија кои нема да даваат високи плати, ќе даваат односно минимална плата и на таков начин ќе стават Македонија на картата каде што имаме модерно робовладетелско општество. Не е фер спрема работниците. Денеска вие да им кажувате, седнете вие со газдите, договорете си, ако се договорите, нема проблем, ние ќе прифатиме и ќе ги зголемиме вашите плати. Работниците имаат моќ во нивната бројност и затоа е битно да не поддржуваат и ние да ги поддржуваме ние во сите наредни акции кои ќе ги превземаме ние, ќе ги превземаат и тие. Имајќи во предвид дека владата има политичка моќ, а работодавачите имаат бизнис и парична моќ. Да не забораваме дека они имаат пари со кои можат да купат и функционери кои ќе застанат на нивната страна и слично. Но ние работниците имаме само бројка, тежата на масата мораме да ја вратиме од улица и затоа им кажуваме, доколку не сакате да наслушнете на маса, ќе продолжите да наслушате од улица. Од она што го слушнавме денеска на протестот, вашето барање е минимална плата од 500 евра, тоа кое што го испорачавте пред собранието. Каков е патот да се стигне до тоа? Каков е планот на синдикатот? Затоа и првото нешто што го побаравме беше од пратениците во собранието кои се од сите политички опции. Значи не е само една, па да не речат вие сега се здружите со овие против нас, а пред тоа бевте здружени со нас против нив и слично, но тоа што го побаравме пред собранието е веднаш, односно најбрзо што може, недели се во прашање, да предложат измени и дополнување на законот за минимална плата, со што минималната плата ќе се зголеми на 500 евра или за дополнителни 6000 денари. Зошто 6000 денари? Затоа што 6000 денари порасната вредноста на синдикалната минимална кошница за една година. Толку пари месечно му се потребни повеќе во едно семејство за да може да ги купат најосновните прехранбени производи, да си ги овозможат најосновните услови за живот. Бараме зголемување дополнително на сите останати плати. Владата одбива да ги субвенционира придонесите, работодавачите се исплашија кога владата го нападна Сојузот на синдикати на Македонија, иако тоа беше најголем дел нивно барање, да помогнеме да ги зголемат платите, а да не плаќаат придонеси за да можат да издржат некој транзицијски период од една година и да зголемат минималната плата со целосно плаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување заедно со сите останати плати. Зошто го велиме ова? Ова го велиме затоа што Македонија денеска има 396 евра минимална плата, Србија има 457 евра, Црна Гора 600 со 800 евра, Босна 600 евра и да не зборуваме за другите. Ако сакаат да не држат во мизерија, да живееме мизерно и да примаме мизерни плати, може да ни го кажат тоа денес. Ако нема пари да ни исплатат поголеми плати, може да ни го кажат и денес, но тоа што го гледаме е жалосно, а тоа е дека во буџетот има пари за се, само за работникот не. И тоа е нешто што мислам дека треба да ги загрижи владините функционери. Зошто го велам тоа? Затоа што критиките кон нив не доаѓаат само од Сојуз на синдикати на Македонија, доаѓаат од сите работници, од сите граѓани во државата. Доколку објавите вие една вест како медиум и потоа во коментари 200 од 200 коментари велат дека платите се ниски, очигледно е дека треба да ги симнете розовите очила и да погледнете во реалноста. Вообичаено опозицијата е таа која што секогаш ви дава поддршка без разлика која е во моментов, меѓутоа она што владата го прави е да прикаже дека состојбата не е толку лоша. Последните информации се дека трошоците за живот во март се намалиле за 1,3%. Колку реално ова менува состојбата и колку ги подобрува условите за живот? На 79% изголемени плати, односно на 78% ви се зголемиле за 1% и веројатно ви менува. Меѓутоа на 24.400 денари не знам колку ви менува 1, не знам ни колку проценти, 1,3%. Не можам да го пресметам, статистичка грешка е во операцијата, веројатно бројката. Тоа што загрижува е тоа што владата и покрај што прифаќа предлози од Сојуз на синдикати на Македонија, конкретно со ограничените маржи, нешто што ние го зборуваме цела година назад, се охрабрија од нова година да го направат бидејќи видоа дека ги изиграа трговците, но жалосно е тоа што операцијата со синдикалната минимална кошница или вредноста нејзина или следењето на растот на цените покажа само 6,78% намалување на делот за хранење за пијалоци. Иако трговците ни ветуваа нам, на владата, на пензионерите, на граѓаните дека повеќе од 10% ќе ги намалат цените на основните зборуваме прехранбени производи. Да не зборуваме за она што е потребно на работниците да си го овозможат. И за крај, мислам дека и ние, и владата, и работодавачите треба да се потрудиме платите во Македонија да бидат онака високи. Прочитав еден твит пред
некој ден, да не ни интересира политика, да не ни интересира кој е на власт, да можеме да заминеме на годишен одмор, дури во странство, иако целта на владата со новата кошница е да не се заминува во странство на одмор, да имаме и повеќе од 4 члена семејно домаќинство, да можеме да заминеме и во ресторан наместо да јадеме само 4 хамбургери во текот на месецот. И мислам дека нешто што треба да биде звезда водилка во наредниот период е токму тоа: подобрување и унапредување на животниот стандард на работниците. Бараме само пристојна плата за пристојна работа, ништо помалку, ништо повеќе. Трендафилов, ја споменавте потрошувачката кошничка, морам да ве прашам затоа што владата на големо ја најавува таа просечна потрошувачка кошничка која што треба да биде пандан на вашата минимална потрошувачка кошничка. Што ќе се случува во иднина? Без разлика на тоа што ќе го прави владата, ќе продолжи ли синдикатот да прави месечни пресметки на трошоците? Се разбира, синдикалната минимална кошница и незината вредност покажува дали во Македонија владините политики даваат резултат, дали се живее добро или лошо. Целта на синдикалната минимална кошница ниту во 2011 година, кога била конструирана како таква за пресметка, и тогаш Државниот завод за статистика пресметувал слична кошница на она која сакаат да пресметаат. Денеска можеби патем истите луѓе ја пресметуваат. Јас не знам, бидејќи не сме вклучени во тоа, но тоа што вредноста на синдикалната минимална кошница покажува е дека не се живее ни со толку и дека платите треба да растат. Мене ме загрижува тоа што од страна на владини функционери изминатиот месец се кажува дека наместо 4 члена семејно домаќинство тие земаат 3 члена семејно домаќинство, патем сакаат веројатно вредноста да ја намалат за 1/4, за да ни кажат дека 24.400 е супер плата. Веројатно сакаат да ни кажат дека дома треба да си фрлиме паричка на кој ќе му се падне да замине од семејството некаде во странство. Веројатно ќе сакаат да ни кажат што да јадеме, бидејќи од најавите тоа што можевме да слушнеме и не загрижува прилично сериозно е дека ќе имало сезонско некој овоше, па сезонски производи, па не знам какви. Целта на вредноста на синдикалната минимална кошница е следење на цените на тие производи кои се внатре и во јануари и во декември, да знаеме дали оправдано или неоправдано се зголемила вредноста на истите. А не е целта за да, како што сакаат од владата еве со новата кошничка, да им кажат на работниците и на граѓаните што треба да купуваат, што треба да пазарат, што треба да јадат, колку треба да јадат и кога треба да јадат. Веројатно истите луѓе кои во 2011 година ја пресметуваат тогашната кошничка, бидејќи тогаш имаше, па потоа се откажале за кратко време, го прават истата грешка ја прават, пардон. И мислам дека реакциите не беа на нивна страна кога објавија, па дури кажаа дека немало да има акцизни стоки внатре, немало да има луксузни одмори во странство, па и денеска немаме. Зарем еден одмор во Дојран да не се избориме како држава да може едно 4 члена семејно домаќинство да си го овозможи за 7-дневна регенерација на нивната сила и поминување со семејството, или пак да може дури јагоди и цреши и некои други еве луксузни овоше како што јадат во владата по нивната кошничка која имаат таму, да можат да си ги овозможат. Мислам дека политиките на сите досега, да не заборавиме, не зборувам само за сегашнината влада, пошто се лутат одма кога ќе спомнете, мислат лично го сваќаат тоа. Ние и на претходниот министер за економија и на претходниот председател на владата токму во вашето студио кажа дека грешка има вредноста на синдикалната кошница, дека ќе пресметуваат нова и дека ќе им покажат на граѓаните, во тој период беше некаде околу 43.000 денари вредноста на синдикалната минимална кошница, дека и со 35 доволно се живее. Истата грешка ја прави и новата влада, иако од различна политичка ориентација. Да, денеска според вашите пресметки за месец април таа изнесува 62.691 денар, да ги тргнеме на страна и вашите и пресметките на владата. Секој работник и секое семејство знае точно колку пари му се потребни да го преживее месецот. Токму поради тоа очекуваме во иднина да бидат погласни во барањето за подобри работнички права. Нека е честит денот на сите, ви благодарам многу за гостувањето. Да живеем 1 мај и честит ден на трудот. 58 осомничени чекаат обвинение за пожарот во Пулс. Коцевски очекува истрагата да заврши до средината на јуни. СДСМ не ја отфрла можноста за соработка со Таравари. Власта тргна во напад на Филипче. 58 осомничени чекаат обвинение за постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Законскиот рок е 90 дена, а државниот јавен обвинител најави дека до средината на идниот месец обвинението ќе биде готово. Истрагата за пожарот во Кочани мора да заврши до средината на идниот месец. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во интервју за Алсатем вели дека засега се истражува кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Но дури по завршување на истрагата, точно ќе се знае за што ќе одговараат осомничените.
Истрагата е почната некаде таму 16, 17, 18 март и треба да се заврши до некаде истиот термин после 3 месеци, односно до 16-17 јуни. Цениме дека и тимот на јавни обвинители причинско-последичната врска, односно последицата е смрт на лицата, односно што биле во дискотеката. Меѓутоа, токму да се најде тој каузалитет и тие пропусти што довеле до ова. Пропусти имало секоја година, односно секој период. Коцевски појаснува дека се уште се прибираат докази и се сослушуваат сведоци, па не ја исклучува можноста за проширување на истрагата и со нови лица, кои може да бидат осомничени, а потоа и обвинети. За сега со истражната постапка на Кочанското јавно обвинителство опфатени се 45 лица, 19 од нив се во притвор, 13 во куќен, 12 со мерки на предпазливост, а 1 е на лекување. Осомничени се поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарниот инспекторат, вработени во локалната самоуправа на Кочани, сопствениците на дискотеката и фирмата за обезбедување. Во друга постапка истрага води и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција со своето полициско одделение. 14 полициски службеници од Штип и Кочани се осомничени дека не спровеле проверка дали дискотеката ги исполнувала условите за безбедност во сообраќајот и јавниот ред и мир. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Одлуката на Уставниот суд да ја укине одлуката на владата за функционирањето на медресата во Кондово предизвика низа партиски реакции. Албанските партии реагираат по одлуката на Уставниот суд да се укине основање на приватното средно училиште Мадресеја Исабеу во скопското село Кондово. Според уставните суди, ниту уставот, ниту било кој закон во државата не дозволува и не предвидува постапка за основање на приватно средно училиште со граѓанско образование од страна на верска заедница или религиозна група. Од ДУИ остроја судија како што велат политичката и антиуставна одлука на Уставниот суд, со која и се забранува на исламската верска заедница да организира средно образование, право кое го има од 1984 година. Ја повика меѓународната заедница да реагира. Ова одлука представува директен напад врз верската слобода, врз достоинството на муслиманската заедница и врз едно право што беше добиено како исправка на историската неправда за време на претходната влада. Ова не е само правно прашање, ова е битка за колективно достоинство. Но она што е уште потешко од самата одлука е срамната тишина на албанските представници во оваа влада. Стои во делот соопштението на ДУИ. Владините коалиционери вреди пак ќе бараат начин за легализирање на медресата во Кондово, но одлуката на Устава ја толкуваат како личен пораз на Али Ахмети и ДУИ. Ова е личен пораз на Али Ахмети и неговата клика, кој секогаш си игра со верските чувства на албанците само за теснопартиски политички интереси. Денес вистината излезе на виделина. Медресата никогаш не била акредитирана на законит начин. ДУИ ја користеше во предизборни кампањи, исто како што ги користи сите символи, чувства и потреби на албанците, за да ги изманипулира, велат од вреди. Уставниот суд ја поништи одлуката што беше донесена во март 2024 година од техничката влада со која тогаш раководеше Тала Џафери. Според Уставен суд тврдило дека одлуката не е во согласност со уставот и законите, бидејќи владата дозволила и ИВЗ да биде основач на средно училиште. Тамара Дическа, Сител телевизија. СДСМ не ја исклучува можноста за соработка со Таравари, но од партијата велат дека партиските тела целата доверба му ја дале на лидерот Филипче кој ќе ги води разговорите за изборно коалицирање. Од ВМРО ДПМН пак директно го нападна Филипче, обвинувајќи го за продолжување на политиките на Зоран Заев. СДСМ не го исклучува Таравари како можен албански партнер за време на локалните избори во мултиетничките општини каде што тој има влијание и може да донесе глас плюс, но истовремено партијата на Филипче ќе треба да ја помогне на алијанса во општините каде што ќе настапува самостојно. Ова, како што велат партиски извори, е можно, особено поради заладените односи на СДСМ со ДУИ. Официјално од СДСМ велат дека лидерот ја добил довербата за преговори за локалните избори, без да откријат
со кого Филипче треба да седне на маса. По одржаната седница на Централниот одбор, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче е овластен да преговара и да остварува средби со постоечката и со идни коалиции и секако за секоја наредна средба ќе ја известуваме јавноста навремено. Но самиот Филипче минатата недела потврди дека освен традиционалните коалициски партнери за локалните избори, ќе баре и албански партнер, а меѓу нив може да се вброи Таравари ако тој е надвор од Вреди. Меѓутоа Сами Ибрахими завчера ја почнаа процедурата за Вреди како партија, со што алијанса останува без досегашните партнери и најави самостоен настап за локалните избори. Таравари вчера им честиташе на Вреди. Многу чека состанокот со премиерот Мицкоски за тоа дали ќе треба да ја напушти и владата по ваквиот чекор. Од друга страна пак владеачката ВМРО-ДПМН се уште најголем дел од критиките ги упатува кон лидерот на СДСМ, обвинувајќи дека Филипче е се уште многу близок со Заев. Венко Филипче го мисли истото со оглед на тоа дека кажа дека народот треба да учи од Зоран Заев и дека нема друг како него. Заев ги опустоши македонските национални интереси и како клован кој ги засмејуваше регионалните политичари. Дали Венко Филипче се гордее и со тоа? Добро е што народот знае со сигурност дека Венко Филипче е втор Зоран Заев и што може да очекува. И власта и опозицијата најавија дека позициите за локалните избори заедно со најголем дел од кандидатите за градоначалници ќе ги објават до крајот на месецот. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во продолжение